зборувавме, тоа што започнавме 20-та глава и зборувавме за она што се случило утрото на првиот Великден. Додека денешниот текст ни зборува што се случило вечерта истиот тој ден. Еве како започнавме минатата недела. Во првиот ден на седмицата, многу рано, додека уште беше темнина, Марија Магдалена дојде на гробот и виде дека каменот од гробот е поместен. А денеска ќе започнеме вака. А вечерта на истиот прв ден на седмицата, додека вратата каде беа собрани учениците беше затворена поради страв од јудејците. Исус дојде и застана насреде и им рече мир вам. Значи, минатата недела видовме она што се случуваше утрото, оваа недела ќе видиме што се случуваше ова вечерта, истиот тој ден. Значи, минатата недела зборувавме за Марија Магдалена и која беше таа, зборувавме и разгледавме кој би можел да го украде Господовото тело и зошто би го направил тоа. И дојдовме до еден заклучок, дека тоа не била Марија Магдалена, не биле ниту апостолите, затоа што не разбирале што е воскресение, па нешто што не разбираш и што не знаеш и што не веруваш, не можеш и да го лажираш. Телото не го украле ниту еврејските водачи, ниту римјаните. Ако тие го зеле, покасно кога христијанството енормно земаше замав и се ширеше насекаде, тие ќе го искористеа телото и ќе кажеа дека воскресението е лага. И ако се вратиме наназад, пред некоја недела, што видовме? Видовме дека Исус Христос беше уапсен, претходно беше предаден, уапсен, неправедно осуден, беше измачуван, распнат на крстот, констатиравме дека е мртов, видовме дека беше погребан и минатата недела видовме дека на третиот ден воскресна. Значи, констатиравме дека Исус воскресна, не е исчезнат и тој е жив. И точно денешниот текст тоа ќе ни го потврди. Дека Исус е жив. Ајде да го прочитаме нашиот текст. Евангелие според Јован, 20 глава, од 19 до 29 стих за денес. Страна 1081. А вечерта на истиот прв ден на седмицата, додека вратата каде беа собрани учениците беше затворена поради страв од јудејците, Исус дојде, застана насреде и им рече мир вам. Откако го рече тоа, им ги покажа рацете и ребрата. И учениците се зарадуваа кога го видоа Господа. Тогаш Исус пак им рече мир вам. Како што ме прати таткото, и јас ве праќам. Кога им го кажа ова, дувна во нив и им рече примете Свети Дух. На кој ќе им ги простите гревовите, простени им се. На кој ќе им ги задржите, задржани им се. А Тома наречен Близнак, еден од 12-те, не беше со нив кога дојде Исус. Затоа другите ученици му рекоа, го видовме Господа. А тој им рече, додека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не го ставам мојот прст во раните од клинците, не ја ставам мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. А по 8 дни неговите ученици пак беа внатре. И Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средина и им рече мир вам. Потоа му рече на Тома, испружи го твојот прст ваму и види ги моите раце. И испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Тома одговори и му рече, мој Господ и мој Бог. Исус му рече, поверува зашто ме виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Ова е нашиот текст. И ако утрото, она што гледав минат недела, толку простори се дава на Марија Магдалена, вечерта Јован голем простор му дава на Тома, наречен Близнак. Сега дали бил близнак, имал близнак брат или сестра, не знаеме, ама така го викале Тома, наречен Близнак. И сега ќе видиме кој бил тој и зошто не бил со останатите ученици при првото објавување, тоест покажување на воскреснатиот Исус на апостолите. Па Тома бил решителен човек. Ќе видиме тој не верувал во приказни. Не се занимавал со приказни, со празни зборови.
Зошто Тома доживеал посебно внимание и посебна милост лично од Исус Христос. Исус лично него му се јави, него му се обрати и му одговори на неговите прашања. Ако ги видиме сите 4 евангелија, Матеј, Марко и Лука, Тома го споменуваат само еднаш и тоа каде се набројуваат апостолите по име. За разлика од нив, во Јован е малку поинаку во Евангелието според Јован. Јован во своето Евангелие го спомнува Тома 8 пати. Ако во другите 3 еднаш, овде 8 пати, и тоа 7 пати го спомнува Тома во контекст на воскреснувањето и на вечноста. Прв пат Тома се спомнува во Јован 11 глава и тоа ни е нас добро познат текст, воскреснувањето на Лазар. Тоа е големото и темпирано чудо што го направи Исус, а Тома бил таму, Јован тоа го запишал. Но ајде да прочитаме, да не зборуваме само од памет. Јован 11 глава, од првиот стих па ќе читаме понатаму. Беше еден болен Лазар од Витанија, од селото на Марија и сестра и Марта. А Марија, чиј брат Лазар беше болен, беше онаа која го помаза Господа со миро и ги избриша неговите нозе со својата коса. И така сестрите пратија до него да му кажат: Господи, ете болен е оној кого го љубиш. А што Исус го чу тоа, рече: болеста не е смртоносна, туку за Божја слава, за да се прослави Божиот син. А Исус ги љубеше Марта и нејзината сестра и Лазар. И кога чу дека е болен, остана тогаш уште 2 дена во местото каде се наоѓаше. Потоа им рече на учениците: да отидеме пак во Јудеја. Учениците му рекоа: Рави, јудејците сега сакаат да те убијат со камење, а ти пак одиш таму? Исус одговори: зар денот нема 12 часови? Ако некој оди дење, не се сопнува, зашто ја гледа светлината на овој свет. Ако некој оди ноќе, се сопнува, зашто нема светлина во него. Тоа им го рече, а потоа продолжи: нашиот пријател Лазар заспа. Туку одам да го разбудам. Тогаш учениците му рекоа: Господи, ако заспал, ќе оздрави. Но Исус зборуваше за неговата смрт, а тие мислеа дека зборува за починка во сон. Тогаш Исус им рече јасно: Лазар умре. И се радувам заради вас, дека не бев таму, за да поверувате, туку да отидам при него. Тогаш Тома, наречен Близнак, еве го Тома, им рече на соучениците: да отидеме и ние да умреме со него. Значи, гледате, тоа бил Тома, да отидеме ние да умреме со него. Значи, тој бил не само што бил реалист, туку тој бил искрен, агностик кој не сакал да верува без докази. Тома не бил мек човек, како што многумина мислат. Тој бил решителен човек. Тој не настојувал да носи одлуки. Не настојувал. Денеска имаме, тој одлучувал. Денеска имаме многу мажи кои настојуваат да донесат некоја одлука, ама никако да одлучат. Тома бил човек кој одлучувал, кога требало да се одлучи. Тома исто така бил храбар човек. Гледаме од овој стих: да отидеме и ние да умреме со него. Некој мислат дека ова го зборувал нашега, се шегува со соучениците, но Тома јасно им вели: Господа сакаја да го убијат јудејците, ако оди тој, да оди ние да погинеме со него. И понатаму во текстот што читам: Исус пак дојде и најде дека е 4 дена во гробот, а Витанија беше близу до Ерусалим, околу 15 стадии. Мнозина јудејци беа дошле при Марта и Марија да ги утешат за братот. Штом чу Марта дека доаѓа Исус, му излезе во пресрет, а Марија седеше дома. Тогаш Марта му рече на Исуса: Господи, ако беше тука, не ке умреше брат ми. И сега знам дека Бог ќе ти даде што и да помолиш од Бога. Исус си рече: твојот брат ќе воскресне. Марта му рече: знам дека ќе воскресне при воскресението во последниот ден. Исус си рече: јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој кој живее и верува во мене, нема да умре довека. Веруваш ли во ова? Му рече: да, Господи, јас верувам дека ти си Христос, Божиот син, кој треба да дојде во светот. Овде мора да забележиме еден многу битен детај, за да го разбериме ликот на Тома. Овде
Мора ова да го видиме. Видете ги Исусовите зборови. Исус што вели во 25 стих. Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. Значи, Тома овие зборови ги слушнал од прва рака. Не како ние ги читаме, што ги запишал Јован, него ги слушнал од прва рака, од Исусовата уста, директно тој го слушнал тоа. Значи, Тома лично го слушнал Исусовото прашање, кое секогаш е актуелно. Веруваш ли во ова? Веруваш ли во ова? Верувам ли во ова? Веруваш ли во ова? Тоа е значи сигурно, цврсто. Нешто сигурно, нешто цврсто. Вера, смрт, безсмртност, Евангелие. Видовме болен оној кој го љубиш. Ова е живот. Ова е живот. Не е традиција, традиционална религија. Веруваш ли во ова? Тоа е прашање. Значи, Тома со своји уши го слуша и одговорот што го дава Марија во 27 стих. Да, Господи, јас верувам дека Ти си Христос, Божиот Син, кој треба да дојде во светот. Ова е сигурна, цврста вера. Да, Господи. Не само што Тома се тоа го доживеа и лично го слушна, Тома и лично го виде воскреснувањето на Лазар, опишано понатаму во текстот, да не го читаме. И сега замислете си како би изгледало тоа. Тома го гледа Лазар како излегува од гробот во тие повои, повоите пајџаат или го одмотуваат. И не само што тоа го гледа, таа случка, тој сигурно после тоа многу пати, бидејќи Лазар бил со Исус и разговарал со Лазар. И пак не верувал. Значи толку од чудата, од објавите, од соништата. Значи тоа не е метод. Објавувањата не се метод. Вистината е спротивна. Втор пат, Тома се спомнува пак во контекст на безсмртноста. Смртта не е крај, туку е премин. А преминот не е едноставен. И затоа е важно да знаеме, болен е оној кого го љубиш. Значи, оние кои Бог ги љуби и тие можат да бидат болни. Ке дојдат тие моменти, брајка и сестри. Да не заборавиме дека болеста не значи дека Бог не сака. Да не го заборавиме тоа. Таа е неминовна. Смртта е неминовна. Значи, гледаме колку Тома е реален, реалисте. Сака цврст доказ, не приказни, дека некој нешто видел таму, како што имаме приказни, па некој во Индија станал од мртвите. Па може би Исус се појавил негде во Сибир. Ако било така, денеска во ова време, сигурно модерните медиуми веќе беа таму и ќе го пренесуваат тоа. Значи, Јован втор пат го спомнува Тома во 14 глава, повторно контекст е смртта. Исус е свесен дека оди кон Голгота, оди кон својата смрт, свесен дека тој ќе умре, свесен дека и учениците покасно ќе умрат и свесен дека сите еден ден ќе умреме. Изборува важна лекција, една вечна вистина. Јован 14 глава, од 1 до 6 стих. Да не се вознемирува вашето срце, вие верувате во Бога, верувајте и во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев зашто одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам, ќе ве земам при себе за да бидете и вие каде што сум и јас. А знаете каде одам јас. И патот го знаете. Тома му рече: Господи, не знаеме каде одеш. Како можеме да го знаеме патот? Исус му рече: Јас сум патот и вистината и животот, никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Гледате колку Тома покрај што бил храбар, решителен, одлучен, колку Тома е искрен. Исус вели: знаете. Тома вели: па јас не знам. Признавам дека не знам. И денес во црквите има многу луѓе кои не се сигурни во прашање со ова, кои немаат цврста вера,
И тие и цел живот не се сигурни. И тоа е жално. Но и тоа мора да го научиме и да знаеме, да се оди до крај, одете до крај, испитувајте, истражувајте во Словото. Барајте од Бога и ќе добиете сигурност. Значи, на тоа прашање во врска со смртта мора ние да имаме цврст, конкретен одговор. Само така се оди до крај. Каде одите? Знаете. Тоа вели Господи. Не знаеме како да знаеме на крај, па кој би можел тоа да го знаеме, едноставно тоа вели. А гледајте 6 стих, затоа Исус му вели: Јас сум патот и вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми освен преку мене. Јас сум патот. Нема друг пат. Јас сум вистината и јас го давам животот. Само преку мене. Нема други патишта. Нема други објави ваму, таму, овде, онде. Тоа е тој премин. Нема премин без Исус, барем за на небо, кога зборуваме. Исус е преминут и нема друг. Значи, од случката со Лазар видовме дека Тома е решителен, храбар и цврст да отидеме и ние да умреме со него. Не верувал во приказни дека негде нешто се објавило. Од овој втор текст гледаме дека не се срами да кажи дека нешто не знае. Искрене. Не знам. Покажи ми. Значи, во потрагата по вистината не е секогаш се вистина. И човек кој ја бара вистината и кој е пријател на вистината, мора да биде спремен и да ја поднесе вистината. И мора да биде коректен. Никој не знае се. Не се родил таков човек. Единствено Исус знаеше се. Тоа бил Тома, бара доказ, оди понатаму, но Бог не е против ако си искрен. Не знаеш, не знаеш, ама искрен. Тома сакал да биде сигурен. Зошто? Па еве еден пример. Како и Тома, така и ние. Поминуваме покрај гробишта, стално слушаме некоја брза помош, па ќе преживее, не преживува. Смртта е секојдневна, секој ден го слушаме тоа. А тоа утре може да биде и некој од нас. Да не се залажуваме. Дека нема ние да видиме така. Тома сака да има сигурна вера. Каде оди? Тој слуша што вели Марија. Јас верувам. Затоа Тома е искрен. Тој не се крие зад некои прашања и со тоа ги крие своите постапки, своите намери. Тој искрено прашува. Не знам каде одам. Како да знаеме? Покажи ни. Трета случка каде што се споменува Тома е во нашиот текст, што денеска го читавме. И гледаме во тој текст вели еден од апостолите, Тома близнак, наречен близнак, не беше со нив. Тома сигурно си рекол, ако тоа не е тоа, што ќе правам таму. Готово е, Исус е мртов, лидерот е мртов, го погреба ја и што сега? Значи, верникот треба да има вера, но и да е уверен во тоа. Тоа е многу битно. Да бидеме уверени во она што ние го веруваме. Многу мина денеска ќе речат дека имаат вера, веруваат. Да излеземе на улица, па би рекол 90%, 80%. Веруваш во Исус, веруваш во Бог, веруваат. Но дали се уверени во тоа? И то, дали се уверени во тоа по прашање на смртта? Каде ода? Е, тоа е христијанство. Кога верувате и сте уверени во тоа што го верувате. Јас верувам дека кој не е спремен да умре за Христос, тој нема право да проповеда за Христос. И нема право да сведочи за Христос. Бидејќи не е фер спрема Исус Христос.
А Тома, наречен близнак, еден од 12, не беше со нив кога дојде Исус. Затоа другите ученици му рекоа: го видовме Господа, а тој им рече: додека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не го ставам мојот прст во раните од клинците и не ја ставам мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. Еве го Тома. Ги слушнал Исусовите зборови, лично од Исус слушнал. Видовме во претходните текстови, затоа и ги читав целосно. Го слушнал сведоштвото на Марија Магдалена, што го видовме минатиот пат. Бев, гробот беше празен, ми се покажа Исус, разговарав со него, сигурно го слушнал тоа. Петар сигурно му кажал: отрчавме до гробот со Јован, гробот беше празен. Покасно му има кажано: дојде кај нас, го видовме 2 пати. Ни рече 2 пати: мирвам, мирвам. Ама Тома не верувал. Сите ученици, 10 сигурно тие го потврдиле тоа, дека Исус им се покажа, им ги покажа рацете, им ги покажа ребрата, ама Тома не верувал. Како тој реагирал на сите тие докази? Додека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не го ставам мојот прст во раните од клинците и не ја ставам мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. Сега се поставува прашањето како е тоа можно. После сето тоа, пак да не поверувам. Тоа очигледно е можно. И зар е можно се тоа да се види, се тоа да се слушне од прва рака и да се остане неверен? Значи, до овој момент Тома е неверник. Така Исус му вели: не биди неверен. Значи, Тома е неверник. И луѓето кои се уште бараат одговори, бараат знаци, се уште се неверници. Кој не одлучил? Одлучил дека не одлучил. Тоа е неверник. Но пред да го осудиме Тома и пред да му ја залепиме она етикета, како што вели нашиот народ, што му е залепил етикетата неверен Тома, да забележиме нешто друго, дека Марија Магдалена и Петар и Јован и апостолите не веруваа додека не го видоа воскреснатиот Исус Христос и разговараа со него. Зошто за нив не велиме дека се неверни? Јас би рекол, Тома беше поискрен и похрабар да праша и да побара докази. Значи, сите поверувале откако виделе. Сите, ама баш сите биле исти. Сеќаваме од минатата недела. Тие не разбрали, затоа не верувале. Затоа и не можеа да го лажираат воскресението. Тома е нивниот портпарол. Имал храброст да каже, да праша. Како можеме да го знаеме патот, прашува. Скептици, другите. Скептици во црквата. И тоа има многу. И тоа како? Затоа Исус на Тома му искажува посебна милост. Она што го бараше Тома, она што сакаше да го види, Исус лично му го исполни и му го покажа. Од 26 до 28 стих вели. А по 8 дни неговите ученици пак беа внатре и Тома со нив, додека вратата беше затворена. Исус дојде, застана на средина и им рече: мир вам. Потоа му рече на Тома, гледате, лично на Тома: испружи го твојот прст ваму и види ги моите раци, испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра. И не биди неверен, туку верен. Тома одговори и му рече: мој Господ и мој Бог. Сега за крај и заклучок едно прашање. Објавување, покажување, јавување, се јави Исус, се јави овај, се јави онај. Дали Исус денес се објавува? Тоест, дали се покажува или, како што некои велат, ми се јави, дали се јавува? Дали неговата мајка Марија се објавува денес на некој? И вели: одете кај син ми, слушајте го него, што ќе ви рече, тоа направете. Дали ова се случува денес?
Многу наш народ, македонски народ, верува во ова, дека Исус, Марија, па и други светци му се јавил на некој, па направил, не знам, манастир, па ова, она, и луѓето да одат таму. Дали тоа е метод што Господ го избира? Дали така се евангелизира, упатувајќи ги луѓето кон тие места, манастири, лековити води, исцелители и што ти ја знам што уште? Видете што читаме во писмото. Во писмото што читаме, на кого Исус му се покажа, му се објави во Новиот Завет. И како ќе се објави на крај. Значи Исус се појави на Марија Магдалена, на другите жени што го следеле и дошле до гробот, на Петар, на Јован, на 10 апостоли им се појави, па на Тома и апостолите, на 2 ученици за патот на Емаус, на 7 апостоли на брегот, на 500 брајка и сестри после тоа, на Јаков. Нив му се појави. Во Дела 1.3 читаме дека после воскресението, а пред вознесувањето им се покажува на апостолите 40 денови. И ова е меродавно објавување, ова е меродавно покажување, 40 денови. Тие апостолите мораа да го шират и да го носат Евангелието насекаде во светот. Зато им се покажуваш 40 дена, за да ги утврди во нивната вера. И тоа се случило еднаш за секогаш. Еве, Дела 1.3. На кој им се представи жив, гледајте, нагласено им се представи жив. Исус е жив. По своето страдање, со многу веродостоен доказ, јавувајќи им се 40 дена, им зборуваш за Божјото царство. Зашто му зборуваш? За Божјото царство. Апостолите морале ова да го видат и морале ова да го доживеат. И сега, ако добро ги слушнавме сите овие имиња, на кои Исус им се покажа, ќе видиме и ќе сложиме дека сите тие биле следбеници, ученици на Исус Христос. Ама баш сите. И тие доживеале посебна милост и добиле посебна улога во посебен историски момент. И затоа Исус им се објави. Значи, посебна милост, посебни луѓе во посебен момент за посебни намени. Тие биле апостолите, тоа бил тој почеток на црквата. Видете, Исус самиот не ги обраќа грешниците со проповедање на што? На објавување, на соништа, на некои такви работи. Туку со што? Со проповедање на Евангелието, тоа е разликата. Не се објави, па ова и ова и ова, туку го проповеда Евангелието. Неговата прва и постојана и константна порака која била? Покајте се, блиско е Царството Небесно. Обратете се, блиско е Царството Небесно. Значи, тоа е пораката на Исус Христос. Не се објави и со ништо. Првата црква, првата мисија, проповедала апостолска наука, проповедала она што Исус ги учеше. Што кажувале Петар и другите апостоли, па и Павле како мисионер? Покајте се, бидејќи близу е Царството Небесно. Сите тоа го проповедаат. Петар не ги обраќал со објавување, па мене Господ ми се јави, па беше вака и вака, туку со проповедање на покаяние и обраќање. На крај на криштата и Тома не го проповедал објавувањето, па да речел мене Господ ми се јави, па ги допрев рацете и тие работи. Тома кој го доживеал објавувањето на самиот Господ Исус и добил толку посебна милост, проповедал Евангелие и со проповедање дошол дури до Индија, за да го проповеда Евангелието. Пошол во Индија и на крај бил прободен таму, заради тоа што го проповедал Евангелието. Не објавувањето на Господ, Евангелието.
Евангелието мора да се проповеди, тоа на библиско евангелие. А инаку нема разлика помеѓу соништата и соништа со објава. Се е тоа лага. Се тоа човечки перцепции, како што би рекле некои, па белите гледаат бела Марија, црните црна. Тоа е човечки проекции. Соништата се она што ние би сакале да бидеме и тоа што ние сакаме да се случи. Или е измама, бидејќи самиот џавол се претвора во ангел на светлината, зошто? За да заведе. Јасно? Значи, тие не ги проповедале, зборувам за апостолите, овие на кои Исус им се објави, не ги проповедале своите искуства, своето сведоштво. Како поверувавте? Туку тие проповедале Евангелие, радосната вест ја проповедале. Моето обрајкање, моето сведоштво, моето искуство не е Евангелие. Твоето искуство не е Евангелие. Значи, моето обрајкање, моето искуство, моето сведоштво и твоето сведоштво за некого се можеби добро охрабрување, ама не се Евангелие. Зошто? Па затоа што не сум јас битен, битен е Христос. Не сме ние битни, Христос е битен. Исус најдобро знаел и знае дека ако луѓето не му веруваат на Мојсей и на пророците, тоест на писмата, ако луѓето не му веруваат на писмото, нема да веруваат доколку и некој се врати од мртвите. Тоа јасно ни е кажано во Светото писмо. Ајде да ги прочитаме тие зборови од Лука 16 глава, разговорот помеѓу богатиот и Аврам. Умира сиромавиот, умира и богатиот. Лука 16 глава. Од 23 стих ќе читаме. Умри и богатиот и го погребаа. А во пеколот, во маката, ги поткрена своите очи и го виде оддалеку Аврама и Лазара во неговото крило. И извика: татко Авраме, смили ми се и испрати го Лазара да го накваси врвот на својот прст во вода, за да ми го разлади јазикот, зашто се измачувам многу во овој пламен. Аврам му рече: синко, сети се дека ти ги прими своите блага додека беше жив, а Лазар злото. Сега тој се утешува тука, а ти се измачуваш. Освен тоа, меѓу нас и вас поставена е голема бездна, така што ни оние кои би сакале да преминат од тука при вас, не можат, ниту пак да преминат од таму при нас. А тој рече: тогаш те молам, татко, испрати го во куќата на татка ми, зашто имам 5 брајка, нека им посведочи, за да не дојдат и тие во ова место на маки. Ова место на маки. Пеколот постои. Тој е вечен, тој е мачен. Тоа не може да се опише. Тоа Исус го вели, тоа е страшно место на маки, каде што има плач и чкртање со заби. И затоа важно е да знаеме дека Исус ја уништи смртта и го објави животот и безсмртноста. Ја објави радосната вест. Потврди дека е откупител, спасител, од што? Од пеколот точно, бидејќи пеколот постои. Тој е реален. Статистички Исус во Новиот Завет повеќе зборува за пеколот одошто за небото. Исус поучуваше и предупредуваше точно за тоа. Затоа што ги љуби грешниците. И гледајте понатаму што вели текстот. А Аврам рече: ги имаат Мојсеј и пророците, нека ги слушаат нив. Тој пак рече: не, татко Авраме, но ако некој од мртви отиде при нив, ќе се покаат. Значи гледаме и богатиот свајча некој работи, и сега има 5 брајча кои живеат како што живеат. Дај барем нека појди нив да му помогни, ама што му вели Аврам? Нека ги имаат писмата и пророците и Мојсей. Многу луѓе, посебно
маж и жена или двајца пријатели, сега ова може би е и шега, ама има и вистина во тоа, прават договор, ако ти прв умреш, јави ми и кажи како е. Ги имам слушано тоа многу пати. И дали знаете кој тогаш се јавува? Сигурно некој демон, бидејќи тоа се демонски измами, и тогаш се доаѓа и до психички проблеми. Жално, ама вистините. Затоа оставете го тоа. Тоа го има, многу го има, ама тоа е забранет простор. Духовната димензија не е за играње, не е игралиште. И во 31 стих вели му рече, ако не ги слушаат Мојсија и пророците, нема да ги придобие ни оној кој воскреснал од мртвите. Значи нема да ги придобие, тие нема да веруваат. И да се врати некој од мртвите, нема да поверуваат. Ако не му веруваат на писмото, нема да веруваат. И за сам крај, единствената личност на која Господ и се објави, а бил неверник, кој е тоа? Бил грешник, непријател, тоа е Савле, покасно Павле, кој стана апостол и им се придружи на другите апостоли. Читаме Дела, 9 глава, 15 стих. Гледајте што вели тука. А Господ му рече, оди, зашто тој човек е мој избран сад, за да го изнесе моето име пред народите и пред царевите и пред израелевите синови. Значи, Павле, на кого Исус лично му се објави на патот за Дамаск. Значи, тој бил избран сад во посебен момент за посебна намена. Како и сите апостоли, Павле не го проповедал објавувањето, не проповедал чуда, не проповедал соништа. Павле бил послушен на Исусовиот налог. Одете по светот и проповедајте. Да ги оставиме искуствата, сведоштвата. Тоа е лично, тоа е субјективно. Што е објективно, што е реално? Тоа е Тома овдека. Што е цврсто, што е зашто можеме да се фатиме на крај за нешто цврсто, не за нешто минливо. Одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен. Има луѓе години и години, оди во црква, нема да се крсти. Во ред, не е сигурен. Ама писмото вели кој ќе поверува и се крсти, ќе се спаси. А кој не поверува, значи не вели кој не поверува и се крсти, но кој не поверува, ќе биде осуден. Ова е јасно. Во Евангелието има осуда. Затоа богаташот сака да ги предупреди брајката, нека оди Лазар да им посведочи. Ама тие го имаат Мојсија, ги имаат писмата, ако не веруваат во нив, нема надеж, нема шанса. Значи сите апостоли го проповедале писмото, Евангелието, не искуствата, не приказни. Евангелието што цела црква мора да го проповеда, Павле ни го сумира во неколку стиха. Прво Коринтијаните 15 глава, првите 4 стиха. И ви напоменувам, брајке. Зашто им напоменува? За неговото сведоштво. Како го доживеа? Еве, ви напоменувам, брајка, за Евангелието, кое ви го проповедав и кое вие го примивте, во кое стоите, преку кое се спасувате, ако го држите цврсто. Цврсто значи. Како што ви го проповедав. Освен ако не сте поверувале напразно. А има и многу луѓе кои поверуваат напразно. И тоа како? Зашто ви го проповедав најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови според писмата и дека е погребан и дека воскресна на третиот ден според писмата. Значи не ги подсетува на некое чудо, на нешто, не ги подсетува дека тој бил на третото небо. Не ги подсетува на објавувањето на Исус на патот за Дамаск. Ова е харизматска замка. Така харизматите велат, па кога бев таму, кога ми се јави ова,
Ова е субјективно и лизгаво. Лизгаво тло е, свлечиште. Тој ги подсетува на Евангелието во кое стојат цврсто и мора цврсто да се стои. Инак каква била таа вистина, која е мека вистина, мека сигурност. Не може мека сигурност, нешто што е сигурно е цврсто. И тоа е одлучно. И се е според писмата. Значи, како вели? Дека Христос умре за нашите гревови според писмата и дека е погребан, дека воскресна на третиот ден според писмата. И понатаму вели дека му се јави на Кифа, после на 12-те, потоа им се јави еднаш на повеќе од 500 брајка, од кои повеќето се живи до денес, а некои почина. Потоа му се јави на Јакова, па тогаш на сите апостоли. Најпосле ми се јави и мене како на недоносенче. И планот оди понатаму. Планот оди понатаму. Значи Христос според писмата умре за нашите гребови. Умре за нашите гребови. Секое сведоштво е лично, е субјективно, но мора да биде контролирано според писмата. Моето сведоштво е според писмата, но не е исто со писмото, не е писмото, не е Евангелие. И не смее да биде, бидејќи не сум јас битен, Христос е битен. Христос според писмото умре за нашите гревови. Беше погребан на третиот ден, воскресна, според писмото. Тоа е Евангелието. И за крај, што вели? Поверува, зашто ме виде. Блажени се кои не виделе и поверувале. Ова е вистинско блаженство. Тоа е вистинска сигурност и таа е таа цврста вера, која треба да има секој христијанин. Блажени се кои не виделе, а поверувале. Да се молиме. Татко Небесен, ти благодариме за Твоето Слово, ти благодариме за тоа што ни се објавуваш преку ова Слово, ни се покажуваш преку Твоето Слово и така можеме да те запознаеме и да бидеме поблиску до Тебе, Господе. Ти благодариме што пострада на крстот за нас. Ти благодариме што ни подаруваш цврста вера и што ни даваш блаженства. И те молиме, Господе, води ни понатаму по Твојот пат. Ти покажувај ни го патот, бидејќи ние без Тебе не можеме. Те молиме, Господе, Ти благослови оваа заедница и дај една цврста вера, вера која е полна со уверување во она што го верува, Господе. Зацврсти оваа заедница, умножи оваа заедница, води ја по Твојот пат да биде сол и светлина во овој град, Господе. Се молиме и за оние кои не се денеска со нас, каде и да се, биди со нив, охрабри ги, утеши ги и Ти води ги, Господе. Се молим и за оние кои се болни, Ти исцели ги и Ти биди единствената нивна надеж, фокусот на нивниот живот. Се оставаме во Твои раце. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.